Игор Јанковски ја истрча патеката 13 километри. Точно. Како помина? Одлично, чувството е феноменално да се трча по стапките на Крали Марко. И премногу задоволства, луѓе, безброј и не знам. Конкуренцијата каква беше? Беше доста добра, имаше од секаде, така да баш напорна и тешка трка. Целта дали беше повисок пласман или барем да се истрча трката? Пред некоја недела имав така мала операција на коленото, ми беше само да постигнам време, да биде помалку од 2 сати, што така и успеав. И баш ми е мило за оваа трка што учествував. Само пред една недела имаше операција на коленото. Да. Па како тоа е едно чудо, како успеа во тоа. Сега да истрчаш, тоа е маратон, не е играчка. Да, сепак, кога може еден Джоковиќ да има повреда на таква и да се санира и да има таква трка, зашто да не и некој друг. Разбравме дека и конците сега во петокот на 2 дена пред трката биле извадени. Така, точно така, беше баш подготовка на тркава, за да можам да трчам. Мораше да се остране конците. Желбата беше пресилна. Поголема од се, да. Жалбата да се постигне време, да се истрча оваа трка по стапките на Крали Марко, да се доживее едно чувство големо, така да одлично. Сега кој е наредниот настап? Сигурно нема да биде единствен во оваа пролет. Не, секако сега настапуваме на Халф банка во Скопје на 10 километри. Кога се трча, мислам дека е април. Баш сега, не е далеко, е 2-3 април, така да може да се трча на таа трка. Тоа е највредното нешто. Па да, дружбата, трчањето, искуство, споделување и секако стасување на финишот. Само позитивни работи. Секако, да.